По 3 бесплатни канти за отпадоци ќе добие секој влез од стамбените згради на улицата Ванчо Прке. Граѓаните во наредниот период треба ѓубрето од своите домови да го собираат во соодветни вреки и да го фрлаат во кантите за екипи од јавното претпријатие ИСАР да поминат и да го изѓубрат. Кантите од влезовите на стамбените згради ќе се изѓубруваат секое утро. Целта е да нема поставени контејнери на едносмерната улица во Штип, која од вчера е шеталиште. На таков начин, подобро ќе се менаџира и со отпадот во градот. Од денес започнува со еден нов модерен начин на изѓубрување и менаџирање на отпадот, односно секој граѓанин кој живее на оваа улица, кои живее во стамбените згради на улицата Ванчо Преке, ќе добијат по 3 гратис канти од јавното претпријатие ИСАР со цел за одлагање на комуналниот отпад. Граѓаните ќе треба да го собираат ѓубрето во нивните домови, уредно го спакуваат во соодветни пластични или било какви други вреки, го одложат во кантите кои ќе ги дадеме ние како јавно претпријатие. Јавното претпријатие секој утро ќе врши изѓубрување, односно празнење на овие канти, и целта е да на улицата Ванчо Преке нема контејнери, односно нема мини депони каде граѓаните би одлагале на несоодветен начин ѓубре. Исто така апелираме дека во насока на претварање на едносмерната во шеталиште, дека одлагање на ѓубре на јавни површини е казниво по закон. Директорот Зајков посочи дека од утринава разговарал со граѓаните, односно жителите кои живеат на оваа улица. Вели дека идејата е благо прифатена од нивна страна, со што им ќе се намали ѓубрето на јавна површина, улицата ќе го добие предвидениот изглед. За секое непочитување на ваквата одлука и фрлање на ѓубре, граѓаните ќе бидат санкционирани. Комуналните редари наменети за таа цел ќе бидат целодневно на терен и ќе санкционират секој одлагање на комунален или било каков отпад на јавни прометни површини, бидејќи целта е да улицата Ванчо Преке се претвори во убава урбано шеталиште. Улицата Ванчо Преке од вчера е затворена, односно е пренаменета во шеталиште. Поставена е летна сцена за забава на сите генерации. На почетокот и крајот на едносмерната улица е воведен двонасочен режим на сообраќај, а пуштена во употреба е втората катна гаража.